Да, почнуваме со дебатниот дел. Како што кажавме, тука ги имаме представниците на младинските организации на ВМРО, ДПМН и на СДСМ. Почнуваме со темата која е најактуелна, тоа се студентските протести, барањата на студентите за подобар живот, за подобар стандард, а се почна од предлог законот со кој се менуваа некои критериуми за добивање на студентски оброк, што предизвика незадоволство кај дел од студентите. Ајде да почнеме со Марко Михајловски, председател на Социјалдемократската младина. Господине Михајловски, видовме што се случи. Вчера дел од студентите излегува на протест. Дел од нив беа и во собранието, разговараа и со министерот за образование, таму беше и премиерот Ковачевски. Гледаме дека дел од нив објави и на социјалните мрежи дека се задоволни од договореното, но дел еве денес кажуваат, особено она здружение кое протестира, кое ги организираше протестите, дека тие не се задоволни од решението и дека ќе продолжат со протестот во четврток. Пред се благодарам за поканата да бидеме денес гости и ние младите да добиеме шанса да кажеме што имаме по однос на сите политички теми. По однос на вашето прашање, на самиот старт сакам да кажам дека законот за субвенциониран студентски оброк беше донесен пред некоја година од владата на Социјалдемократскиот сојуз со консензус на сите политички партии и поради немање на системско решение минатата година, со случајот со кој што се очуваме во овој момент сега, на предлог на Социјалдемократската младина на Македонија беше изгласан предлог амандман за измени на тој закон, за да може од минатата година тој да се применува, бидејќи беа предвидени средства во буџетот, во државниот буџет, но поради немање на системско решение, минатата година, доколку не се направеа овие предлог измени кои што и сега треба да продолжат да важат и да важат, немаше да може студентите да добијат таа долго ветувана и очекувана помош од страна на владата и Министерството за образование и наука. Оваа година, како што кажавте и вие самите, беа поднесени предлог измени за тој закон, бидејќи таа примена која што беше од минатата година и измена на закон, со интервенција на студентите минатата година, кој што имаше јавна дебата, се организираше, на кој што бевме гости и ние како политички подмладоци, сите, ајде да кажем, младински издруженија кои што работат на таа тема, дадоа своји предлози и измени и беше вметнат еден амандман, член 12, кој што вика дека законот ќе важи со амандманот на кој што беше донесен минатата година, академска година 2021-2022. Што значи тоа? Тоа значи дека оваа година законот престана да важи и повторно ќе се вратевме на стартот на минатата година, каде што државата за жал не донесе системско решение за да може условно да се применува законот на начин кој што беше замислен, а тоа е да обезбеди субвенциониран здрав оброк за секој студент. Кога ќе кажете државата, мислите на владачкото мнозинство? Очигледно. Овој закон беше донесен со консензус на сите политички партии. Измените беа донесени од владачкото мнозинство. Да. Добро. Во однос на студентските протести, господине Попов, гледаме отприлика истото прашање, дел од студентите се задоволни со договореното, на некој начин, значи тие прифаќаат дека им е понудено некакво решение и го прифаќаат тоа решение, но дел не го прифаќаат. Дали според вас е постигнато задоволително решение, барем за сега, за да се смири незадоволство кај студентите? Добро, вака. Субвенционираниот студентски оброк, да, беше на предлог на Социјалдемократската младина и беше донесен со консензус помеѓу сите политички партии. Измените не беа донесени со консензус, беа донесени само од владачкото мнозинство и тоа поради тоа што ние сметавме дека тие измени во тој момент не се потребни. Убаво ќе беше колегата да каже и дека овие измени кои што се предложија, испровоцираа студентски отпор, студентски револт, беа исто така предложени од неговата политичка партија, од Социјалдемократскиот сојуз, па потоа кога видоа дека студентите реагираат, односно не успеа предлог решението да помине, би рекол, под радар, потоа почнаа да ретерираат. Имаме две групи на студенти, нели, она универзитетско студентско собрание и групата студенти од студентски отпор. Едните се задоволни, другите не се задоволни. Ја би рекол дека студентите во глобала, генерално, не се задоволни од ова решение. Зошто не се задоволни? Поради тоа што на вчерашната средба они практично не се договорија ништо, односно се договорија дека ќе се договорат. Договорија дека ќе им се исплаќаат некои средства ретроградно до март месец, но не ја договорија сумата на субвенционираниот студентски оброк, а 120 денари лани и 120 денари сега
не вредат исто заради инфлацијата која што сите ја гледаме насекаде околу нас. Има предлог решение во собранието, предлог решение од ВМРО ДПМН кој што кажува субвенционираниот студентски оброк да биде 160 денари. Имаат прилика утре да ја изгласаат потребата од носење на вакво законско решение и потоа на комисиски расправи заедно со консензус да изгласаме решение кое што ќе биде прифатливо и за нив. Значи законско предлог решение во парламентот постои. Рековте најавен е протест во четврток на ова Сдруженијето Студентски отпор. Јас му давам поддршка на тој протест од причина што студентскиот лидер кој што беше во собранието и се договори со премиерот и останатите, би рекол дека тој студент нема допир со реалноста, од причина што студентскиот лидер е биран од некои си 30-40 делегати во едно собрание. Тоа не е студент кој што има комуникација со сите студенти во државата. И ги поддржувам тие протести и сметам дека треба дури и да се прошират. Бидејќи студентите не име проблем само субвенционираниот студентски оброк. Студентите немаат квалитетни студентски домови, немаат квалитетно образование, студентскиот стандард е катастрофален. А кога па студентите ќе ги видат кратењата кои што се предвидени во буџетот за 2023 година, мислам дека тек тогаш власта ќе се соочи со студентскиот револт. А субвенционираниот студентски оброк, односно предлогот на кој што беше потпишана Жаклина Лазаревска од СДСМ прва, каде што студентите ќе останеа практично без субвенциониран студентски оброк, беше само искра која запали пламен кај студентите, кој што мислам дека многу тешко ќе биде изгасен. Добро, отворивте неколку прашања, едни од нив се и тоа како се бираат студентските лидери, за вашата поддршка која давате за протестите. Тоа ќе бидат секако дел од темите со кои ќе продолжиме. Кажете ми, Михаиловски, ова со што заврши вашиот колега Попов, всушност тоа е следното прашање, предлог законот кој беше поднесен од група на пратеници на СДСМ и на ЛДП, кој ги предизвика на некој начин протестите. Тој закон предвидуваше да се изменат критериумите за добивање на студентски оброк, за едно сериозно заострување на тие критериуми со кои голем број од студентите ќе останаа без можност за субвенциониран студентски оброк. Дали мислите дека во овој случај владеачкото мнозинство немаше доволно сенс кога предложи еден ваков предлог закон, па потоа се повлече? Искуството од минатото, како што кажав на самиот почеток, и ситуацијата во која што ќе се доведевме доколку не се интервенираше брзо, и патот на кој што државата сега се стреми, тој кон Европската унија, е доказ дека ова е веќе демократско општество. И владата, пратениците, подносителите на самиот закон го слушаат гласот на младите. Ретерираат, што вика колегата Сергеј, заради подобрување на условите на младите. Ние денес сме тука за ние сами да го кажеме нашето мислење, нашиот став како млади лица, како претседатели на подмладоци. Сергеј кажува дека ВМРО ДПМН има предлог закон. Вчера беа седнати студентите и си го кажаа своето мислење. Ние не сме тука да зборуваме во ничие име. Студентите се беа вчера во собранието, беа пратениците на ВМРО ДПМН. И сега зборуваме тука за 120 денари, 160 денари. Информациите кои што јас ги имам, мислам дека студентите вчера дадоа одговор на тој пазар на ВМРО ДПМН и кажаа дека тоа не е пазар ниту панаѓур. 20 денари ќе ви дадам јас, 30 денари ќе ви даде друга политичка партија, чиј предлог закон треба да биде донесен. Моментот е следен. И студентите, и пратениците, и сите чинители тука спаја и вчера што беше и премиерот, председател на СДСМ, министерот за образование, седнаа на маса се договори дека ова е решение кое што ќе биде до март, а до март треба да се изнајде заедно со сите чинители, тука спаѓаме јас и ти како председатели, нели, на репрезентативен примерок на млади, на политички помладоци, кои што треба да сите да си ги искажат јавно своите мислења за како да се изнајде системско решение за овој закон, конечно да почне да се почитува за првичната намена на која што беше изгласан на самиот почеток пред некоја година, а не минатата. Во однос на тоа што кажа Сергеј, изборот на председател на Универзитетско студентско собрание, се согласувам дека не сме 2016 година, на начин на кој што, ете, во некое минато време, студентските лидери на УСС се бираја со влечење на студенти, тепање по улици, гласање, кршење, крадење гласачки кутии, туку студентските избори од пред 5 години почнаа да се спроведуваат на мирен и транспарентен начин, кое што до претходно се согласувам дека не беше начин на кој што бевме навикнати да гледаме во јавност, и тој така како го измести, ајде да кажам,
реалноста на секој еден од младите и на секој еден граѓанин на оваа држава за ова општество и за случувањата кои се случуваат тука. Да, добро, дојдовме до изборот како се бираат студентите. Неминовно е да се каже дека изборот на студентски лидери сега и во минатото секогаш е политизиран, тука секогаш има обвинувања за влијание на политичките партии во изборот на студенти. Не само сега, ако се навратиме наназад, еве Михайловски го отвори прашањето на некој начин подиректно, ако се сеќаваме и на изборите и на оние што се сеќавам и на Иван Живковски, па пред него многу одамно и на Самуил Малчевски, имавме такви едни немили слики, имавме и во време и на владење на СДСМ, значи целата ситуација се повторува, сакам да кажам. Зошто, господине Попов, политиката, крупната политика, така наречена, еве да ја наречеме, големите партии, толку упорно се обидуваат да влијаат кај студентите? Зошто не ги остават студентите да се самоорганизираат и да се тераат работата автономно? Не, апсолутно треба да ги оставиме студентите да се самоорганизираат и студентите се самоорганизираат. Се испровоцира од намерата на СДСМ да бидат оставени без субвенционираниот студентски оброк, да повторам, кој што они самите го предложија, па 3 пати го менува, за на крајот да се доведат во ситуација дури да го откажат, па поради револтот на студентите да ретерираат, па со студентскиот лидер наводно да се договараат и да го издушат балонот и да заврши тој отпор. Го спомена фона за студентскиот лидер, мислам дека и препорачувам тоа студентско собрание да почне да се занимава малку и со студентските домови, да почне малку да се занимава и со студентскиот стандард, да почне малку реално да се занимава со проблемите кои што ги имаат студентите, а ги имаат премногу во оваа држава. Не го политизираме студентското организирање, како што кажав, студентите си се самоорганизира и понатаму ќе се самоорганизираат. И како што споменав, кога ќе слушнат, а уште немаат слушнато, дека во новиот предлог буџет на ставка студентски стандард кратат 17%, на ставка изградба на нови студентски домови градат 30%, на ставка инвестиции во образование кратат 17%. За енергетска ефикасна рехабилитација на студентските домови кратат дури 48%. Сега, со ваков предлог буџет за 2023 година ќе се изборат за студентскиот стандард. Ова ќе предизвика самоорганизирање на студентите, кое што јас нема да го политизирам во никој случај. Ќе зборуваме за овие теми кои кажавте за студентскиот стандард, за домовите и така натаму. Сакам уште ова да ве потпрашам во однос на политичкото влијание. Гледаме дека еден од оние кои се гласни фронтмените на овие студентски протести во движењето студентски отпор е и прилично политички активен. Тој значи не само што е симпатизер или член на партија, што не е спорно, веројатно многу од студентите се, но тој господин учествувал на политички митинзи, држал политички говори и сега исто така се наметнува и како така еден неформален лидер, фронтмен на тоа движење. Тој не е од вашата политичка партија, морам да потенцирам, од друга е, но сепак политизираноста тука јасно се гледа. Па добро, видете, студентите, убав дел од нив, се во некоја политичка партија, дали активисти, дали симпатизери. Тоа не им го одзема правото дека како студент има право тој човек да се бори за своите студентски права. И како што тој човек бил член на некоја политичка партија, инако јас не се согласувам дека има ниту формален, ниту неформален лидер на студентските протести. Таму имаше тројца, четворици или петмина можеби говорници на тој протести, како што можев да забележам, сите беа од различни политички партии, дали членови симпатизери, а некои од нив и не беа членови на никаква политичка партија и што ми е многу важно беа од различни етникуми. Така да не можам да се сложам дека има ниту формален, ниту неформален, тоа е група на студенти која што се самоорганизира по сопствена иницијатива и не би се сложил со тоа дека студентите можат да бидат диригирани или организирани од некој политички или партиски центар. Да, Михайловски, гледаме дека Сдруженијата на студенти од Универзитетот Кирил и Методи се прилично потевки сега во однос на овие протести. Тие беа на преговорите, учествуваа, но сепак не повикаа на протест, кажаа дека ги поддржуваат сите тие барања, но сепак на некој начин тие се оградија од протестот и сега веднаш тоа се толкува дека тоа здружение
моментално е под политичка капа на власта и за тоа се обидува да ги амортизира, да го амортизира незадоволството. Прво мора да напоменам дека сме 2022 година, како што кажав и преска, и не е времето кога некој друг требаше да носи одлуки во име на студенти, да етикетира, да заокружува, да ги напаѓа јавно, за да може тие да ретерираат студенти да кажуваат, окей, во ред, што вие донесете и одлучите за нас, ние се согласуваме. Не, морам да покажам една слика. Ова е вајда позната слика од 2016 за избор на председател на Универзитетско студентско собрание и како се носе одлуките во 2016. Ова е како се носат одлуките 2022 вчера. Со присуство на пратеници, на позиција, на опозиција. На сликата е председател со дел од присутните на состанокот. Председателот на собрание на Влада на Република Северна Македонија. Во момент не се согласувам со вас кога кажавте дека се повторува изборот на начин на кој што и во минатото се вршел изборот. Сега ви покажав дека не се согласувам со тоа. Во однос на ова што кажа колегата Сергеј, добро е да бидеме да не имаме двојни стандарди за одлуките на владата, што би било кога би било се крати буџетот. Јас не сум во собранието, не сум пратеник во собрание, но ете вие сте советник во град Скопје и буџетот на град Скопје го имам пред мене, квартален извештај до октомври месец, со кој што ветувањата кои што беа направени за млади, со буџетот кој што е веќе одвоен и изгласан, бесплатни хигиенски производи за девојчиња во средни училишта на град Скопје 0 денари, 2 милиони тргнати на страна, реализација 0. Поддршка за програми, проекти, активности, талентирани млади поединци на територија на град Скопје 0 реализација, парите се одвоени 1.500.000. Поддршка за програми, проекти, невладини здруженија, младинско живење во Скопје 3 милиони, 0 реализација. Фонд за стипендирање спортисти и средношколци на град Скопје 3.600.000 денари одвоени, 0 реализација. Субвенционирање набавка еколошки превозни средства, 0 реализација. Студентскиот стандард го споменавте и јас се согласувам со вас дека никогаш не е доволно да се работи за младите и дека никогаш не треба да бидеме ние како млади задоволни, напротив треба да грабиме за што е можно повеќе да се добие за да се подобри тој студентски стандард. 2006-2016 што направивте вие, бидејќи бевте на власт, еве ние сме сега на власт, да не зборуваме само паушално, вие кога ќе дојдете, ние кога сме сега, не. Вие сте биле за 10 години, ама ако вашата партија беше на власт, за 10 години. Неквалитетна санација во студентска зграда Стив Наумов 1 и 2 и сега поради таа изведени лоши градежни работи, во моментов може да проверите дека се затворени од надлежен инспекторат. И стои во извештајот зошто. Почнавте реновирање во блок Б во 2016. Долгови сите студентски домови, само Гоце Делчев над 400 милиони долг во 2016 беше наследен од вас. Сите студентски бифеа затворени, продавници, руинирани објекти, а потрошени пари, студентски и студентски домови оставени без услови за функционирање и возила за транспорт на храна. 2006-2022, 6 години наспроти другиве 10 години. Завршен блок Б, целосно реновирани А, В и Г во Гоце Делчев, промена на сите машински делови на лифтови, санација на дел од тоалетите во Кузма и Јосифовски. Ајде ќе идеме заедно, ќе се сликаме денес, ќе видиме дали работат. Добре. Санација на дел од тоалетите во Кузма и Јосифовски Питу, тука морам да напоменам бидејќи кажавте дека се крати. Преку 250-25 милиони евро од КФВ банка. Ја не го измислувам ова. Проект за реновирање на студентски домови 25 милиони евро од КФВ банка за сите студентски домови. Тоа фаќа целосна реконструкција, реставрација, поставување на фотоволтаици, фасади кои што ќе бидат еколошки во Кузман и во сите студентски домови. Се тендерира во моментов студентски дом Кузма Јосифовски Питу и поради тоа не беше отворен. Енергетска рехабилитација има кратење 48%, пошто ќе има фотоволтаици. Овие пари веќе се обезбедени, се што ги разговараме, затоа коментирам за нешто кое што е сега во моментов реално остварливо и кое што се работи во моментов. Добре. А што би било, кога би било, ќе зборуваме, ете кога ќе се реализира. Се тендерира во моментов и студентски дом Стив, зграда 1, 2 и 3. Што значи дека сите бифеа, сите мензи, сите студентски домови со овој проект на КФВ банка ќе бидат реновирани. Наспроти, пак повторувам, 10 години кога имавте шанса да разговарате за студентите и сега тука да ми кажете со факти и аргументи што вие направивте за студентите и за младите. Бидејќи јас вас ви кажав конкретни бројки што има во моментов што се работи и што е сработено за овие 6 години на Социјалдемократскиот сојуз. Дали е доволно? Се согласувам дека не е доволно. Се согласувам дека не е доволно.
Но сепак борбата е на мене, на тебе, на сите млади, на сите студенти да го подобриме тој животен студентски стандард. Да, добро, Попов. Вака, наместо да се согласуваме цело време дека не е доволно, треба да седнеме и да почнеме да правиме нешто. Прва работа што можам да ја препорачам до вас како СДММ е да седнете со вашата претеничка група и да разговарате зошто се подпиша на предлог законот за субвенциониран студентски оброк со кој ќе ги оставеа студентите без оброк. Зошто воопшто им текна таква работа? Со намерата ги испровоциравте студентите. Ретерирате сега бидејќи ви е страф од студентите. Понатаму, многу сакате да зборите за минатото, ама да подсетам 5 години сте во влада веќе. Завршуваат и 5 години веќе, надминувате. Упорно зборите за 10 години на Никола Груевски 2006 кога јас и ти најверојатно бевме првоодделение. И твојата политичка партија има одредено минато, сакаш да збориме за приватизацијата на Бранко Црвенковски, мислам дека е безпредметно. Со студентите што има врска, Требаме тој со студентскиот стандард. Па има врска и тој, како што има 2006 има врска и 2005 за на Бранко. студентски домови збориме 2006 2016. Добро. 5 студентски градови што ги ветувавте, каде се? Младите во Македонија ги вративте? Не ги вративте. Младинска гаранција невработеност намаливте? Не намаливте. Студентскиот стандард го покренавте? Не го покренавте. Ги реализиравте сите ветувања од типот дека секој млад студент по завршување на студиите ќе добива експресно вработување дали во приватен, дали во државен сектор. Не го направивте. И објасни ми, оди во партија и разговарај. Пред да се случи, да не биде после да ретерирате, кој ќе се гласа новиот буџет, да биде не сакавме да интервенираме со амандмани и да ги рамниме ставкиве. Зошто на студентски стандард се кратат 17%? Зошто 48% имаме кратење на енергетски ефикасна рехабилитација на домови? Зошто за нови домови кратиме 30%? Зошто за инвестиции во образование кратиме 17%? Зошто за научно-истражувачка дејност кратиме 68%? Зошто за изградба на спортски сали во средните училишта имате предвидено 0 денари? Бидејќи општините се на ВМРО ДПМН, па некате да помогнете ни по точка разно? Ќе се снајдат луѓето, ќе градат, веќе градат. Не и се. Зошто се и овие работи? Оди во партија, седни си со претениците, пред да се подпишуваат на вакви решенија, па да ги повикувате сите парламентарни партии, разговарај со нив, си има предлог закон, 160 денари, студентски оброк, да го решиме тој проблем, па потом на предвремени избори, кога ќе паднете, ќе ги решаваме и другиве работи. А за 10 години пред тоа, ако сакаш ти кажав, можеме и за Хари Костов, и за Бранко, и за Клюсев да фатиме да збориме како го негувале студентскиот стандард наваму. Меѓутоа, јас и ти сме моментално во 2022 година, седнати во телевизија 24, СДСМ на власт 5 години, те молам да зборуваме за вашите 5 години. Кој ќе дојде ВМРО ДПМН на власт, ќе бидете во опозиција, ќе имате прилика да критикувате, пак вакви дебати ќе разговараме. Сублиматот за вашиот придонес кон младите луѓе во вашите 5 години е една голема нула. Добро, ајде уште ваша реплика на оваа тема, па ќе ја затвараме полека. Токму поради овие бројки кои што сега ги кажав, тоа нема да ви се оствари да дојдете на власт. Бидејќи пак кажувам за конкретни проекти и бројки кои што се реализирани и кои што не се реализирани од владењето на две влади. Влада на ВМРО ДПМН и влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со коалицијата. 5 години на СДСМ наспроти 10 години на ВМРО кои што не се пред 30 години. Кога дојде СДСМ на власт, го наследи ВМРО ДПМН. Ама вие ништо не зборите освен за прашаме зашто нема 5 студентски градови? Ама не град Скопје па да се направи тепаме за микрофон сега ДПМН? тука Трајко Славевски и Данела. Не. Ве сослушав. Зошто нема студентски стандард? Во ВМРО немаше. Те сослушаме сега и ти. Зборувај, ајде. Значи конкретно, апсолутно ништо не направивте за студентите. Ништо, едно големо ништо. Кажуваш дека не се намали ставката на младинска невработеност, тврдам дека е намалена. Да, се иселија. Спомна дека студентски домови, а поради ваквиот однос кон државата, ќе се иселат, како да не се иселат. За студентските домови и у претходната емисија кажав дека Социјалдемократската младина во својата програма и Социјалдемократскиот сојуз имаше дека треба да изгради студентски домови и студентски град. Јас сум веќе поборник на една таква идеја да се направи пренамена на еден постоечки објект кој што го имаме во центарот на Скопје, бидејќи сите студенти се согласуваме дека заслужуваат да живеат во Раскош и во Убавина, а тоа е вашата зграда која што треба да ви биде одземена кај да е. Споделив и фотографија пред некое време, студентски дом Никола Карев, која што кога ќе биде одземена бидејќи е направена и изградена со пари на студентите, на младите, на нашите родители, на сите ние што вработиме и го полниме буџетот и државната каса,
Оваа зграда, јас сум еден од поборниците да биде пренаменета во студентски дом и не знам таму колку легла може да се сместат и колку студенти и како да видат студентите како се живее убаво во таа бела палата и да си го исполнува предизборното ветување како социјалдемократска младина, дека социјалдемократската младина обезбеди Знаеш дека штабот ви е даден од Министерство за образование и наука? А која зграда се имаме откажана? Не, дали знаеш дека зградата ваша ви е дадена од Министерство за образование и наука? Не е многу пологично па вашата да ја направиме студентски дом? Па условите мислам дека се многу ниски страсти, дај да условите мислам дека се многу подобри во вашата зграда, студентите заслужуваат многу подобро. Во вашата, да престанеме со ниски страсти, да ги замајуваме младиве и да им зборуваме приказни за мали деца и пиар. Нека пристигне одлуката од Зборуваме судот и 5 студентски града, ги ветивте, се истопоривте, ги ветивте, не сум ви јакрив. Не сум ви јакрив што ветивте дека ќе вратите 6.000 млади. Со наши пари. Едниот е веќе изграден. Не ве јас да го ветите тоа, Марко, вие го ветувате. И ти треба да се бориш заедно со мене да се реализира. Така се бориме за студентскиот стандард за сите млади. Јас се борам како опозиција да ти бидам коректив на тебе. А ти си моментално во одговорност. Така е, благодарам. Да ги реализираш работите, а слабо ти оди. Добро, во ред, мислам дека на некој начин ја заокруживме темата за студентите, студентските процеси, студентскиот стандард, преминуваме на другото она што се случува. Тоа е, ми се чини, вечна тема, владење на право и правда, корупција, она што последно ја заинтригира или ја забранува јавноста, тоа е изборот на јавниот обвинител на обвинителството за организиран криминал и корупција Ислам Абази. Има тука обвинувања дека се работи за човек на ДУИ, дека тоа е уште еден политички избор, дека се бира човек кој е некомпетентен. Од друга страна, гледаме дека обвинителите застанаа во негова одбрана и тој самиот вели се легитимно избране на непосредни избори, избрано од самите обвинители. Попов, имаме ли повторно тука политика во изборот на обвинители или не? Па добро, како партија го кажавме својот став, дека сметаме дека тоа е уште еден партиско-политички пазар на СДСМ и ДУИ. Довербата во судството во државава е 8% според некој, јас би рекол дека е 0 од она што го слушам вака во муабети низ град со младите и така натаму. 0 е од јасни причини. За обичен процес се чека по 5, 6, 7 години, луѓето не може да го завршат. Правда во Македонија не може да се дочека. Монтирани случаи имаме еден куп. Обвинителството на 1000 изнесени наводи на опозицијата за сторен криминал не реагира, не постапува, не само на опозицијата, туку на еден куп граѓани, нели она што се вели по допрен глас, постапува само кога за тоа ќе добие наредба дали од ДУИ, дали од СДСМ, излега одредени фотографии на господинот Ислам Абази, мислам дека беше името, коригирайте ме ако грешам, фотографиран со сите челници на ДУИ, со целото раководство. Не верувам во такви претерани случајности, каде што Ислам Абази баше избран за шеф на обвинителството и баше сликан и со Али Ахмети и со целото раководство на ДУИ. Не можам да поверувам во таква работа. Мислам дека јавноста ќе се сложи со мене зошто не верувам во таква работа и се плашам дека довербата во судството уште повеќе ќе тоне. А кога младите нема доверба во државата, а судството е еден од столбовите на секоја развиена држава, кога не веруваат во правдата и кога не веруваат дека нивната земја е праведна, мислам дека имаме голем проблем и создаваме ситуација каде што младите не се ја чувствуваат веќе државата како своја, си ја чувствуваат како нешто отуѓено од нив. А тоа е токму поради овие работи. Нема квалитетно здравство, нема квалитетно судство, нема квалитетно образование, нема квалитетен живот во глобала. Природно е да не си ја чувствува државата како своја и се полесно да се одлучува да се исели од неа. Така да, сума сумарум, судството во Македонија е по мене пред распад, целиот правосуден систем и му требаат корените на вистина корените промени, а изборот на овој јавен обвинител воопшто не помага во враќањето на довербата кон судството од страна на граѓаните и младите. Да, Михаиловски, имаме ли политика во изборот на обвинителот Абази?
Прво колегата објасни накратко за наследството кое што го оставија ВМРО ДПМН во судството и благодарен сум за тоа. Во однос на процесот кој што прв пат се спроведува за избор на јавен обвинител на ваков начин, можем да кажам дека е преку еден пример. Оваа година јас за водици скокав во водите на Дрим за христијански празник кој што традицијата е да се влезе во ладните води за здравје и за среќа, и јас да кажам дека водата беше ладна. Очекувани се сите реакции на јавноста, бидејќи прв ваков тип за избор каде што сите јавни обвинители гласаат. Ги видовме сите реакции во јавноста и можем да кажам дека станува збор за правосудна институција која е целосно независна од централната власт. И изборот на јавен обвинител не треба да даваме никакви политички бои доколку сакаме да функционира и да му дадеме некаков легитимитет на овој процес кој што е изгласан од сите своји колеги. И искрено се надевам и очекувам дека овој јавен обвинител, како што застана во одбрана неговите колеги, ќе ја оправда довербата која што му ја дадоа неговите колеги, бидејќи сепак не би сакал да му даваме политичка боја на некој процес кој што за прв пат, како што кажав, беше спроведен на ваков начин. Добро, политичките елити и поврзаноста со обвинителството, тоа е еден историјат кој трае многу одамна, значи исто се враќаме на примерот и со студентските лидери, имаме пример кој се повторува, знаеме за минатото, иако еве господинот Попов вели да не зборуваме за минатото, во овој случај навистина неминовно да кажеме дека тоа е еден проблем кој се повторува, кој трае со децении, можам да кажам, не зборувам само за владењето на ВМРО ДПМН, туку ми се чини од почетокот на осамостојувањето на државата, особено беше истакнат за време на владењето на минатата влада, бидејќи тамо се отворија и судски процеси кои се поврзани и со обвинителството и со судовите, имаме веќе правосилни пресуди во тој поглед, имавме и меѓународни извештаи дека Македонија е заробена држава и така натаму. Очигледно, имаме сега прв пат непосреден избор на обвинители и повторно се повторува истиот случај. Повторно обвинување за политизираност, како што вие велите, фотографии, поврзаност со ДУИ, која е на некој начин прилично очигледна. Може би сега обвинителната база се дружи само во слободно време, можеме да претпоставуваме или не. Зошто политиката и политичките партии, и во овој случај, не сака да ги тргнат рацете од правосудството? Зошто не го остават да работи слободно? Па тргање на рацете од судството е да не се случи главниот обвинител да биде најдобар пријател или прв соработник на целото раководство на ДУИ, кое што пак е рак рана на македонското живење. Ја жалам што излегуваме ние од реалноста овде, ама во правосудството довербата е 8% и затоа не сум виновен јас. Виновни се тие кои што се на власт и кои што ги носат и креираат политиките на тема правосуден систем. Јавноста реагира, опозицијата реагира и тоа е нормално да се реагира. И нормално е власта да објаснува зошто се случило тоа. Зошто мора секој процес кој што ќе го тера власта да биде од народот прифатен со сомнеж, со негодување, со негирање, па тоа е пошто народот нема доверба во владата. А може би е поради тоа што оваа влада не е гласана на избори. И премиерот не е гласан за избори, народот си го нема како свој. Да, но, може би тоа е причината. Сезеном, прашањето и за двајцата, повторно се сведуваме на обвиненија, на контраобвиненија, опозицијата како и секогаш критикува, веројатно тоа е и работа на опозицијата, не е ништо спорно тука. Имаме и ново решение за избор на обвинители, повторно не се покажуваат истите пропусти. Како да дојдеме до системско решение за да се реши ова проблем? Тоа ми е прашањето. Како да дојдеме до решение каде што обвинителството и судовите би станале навистина независни институции? Можно ли е да дојдеме до такво решение? А за тоа се разбира е потребна политичка воља. Можеме. Со честни луѓе во владата можеме да дојдеме до такво решение. Со искрени и честни намери исто така можеме да дојдеме до тоа решение. Со влада која што нема да биде уценета, исто така многу полесно би стигнале до такво решение. Бидејќи оваа влада нема комоција да носи сама улоги, оваа влада практично како и да е раководена
од ДУИ, така да затоа и се раѓа овој сомнеж. Затоа им препорачам нека излезат на избори, може ќе освојат некој глас повеќе, чисто се сомневам, но барем нема да бидат волку уценети како што се сега. Да. Во уценетоста е проблемот. Добро. Дали имало недоречености? Сигурно дека имало, но среќа е што овој момент механизмите на неконтрола, но наблюдување на работењето на тоа јавно обвинителство и на сите јавни обвинители и процесите кои што сега се за надградба и подобрување на тој процес, мислам дека треба малку од малку да не смири сите како граѓани, да знаеме дека со право се алармирани граѓаните, но сепак има механизми државата кои што треба да ги превземе во однос на да ја наблюдува работата не само на овој јавен обвинител, и на сите обвинители кои што ете периодот треба да бидат избрани, бидејќи ова е обвинител на пониско, ајде да кажам, јавно обвинителство, кое што е за гонење на организиран криминал и корупција, кое што не дека е од ниско значење. И така кој е од високо значење за борбата со корупцијата и криминалот. Ова што го кажува господинот Попов во однос на уценетоста на владата од страна на ДУИ е едно винување или една реторика, може да ми кажеме, која се повторува цело време, и постојат, гледам и реакции во јавноста дека голем дел од важни функции се даваат на ДУИ несразмерно во однос на нивната реална политичка сила. Дали е навистина оваа влада уценета од ДУИ? Јас не знам како соработувале претходно со Демократската унија за интеграција, кога биле на власт ВМРО ДПМН, но сега коалицијата функционира на начин преку дискусија и диалог да доаѓа до решенија за сите кадри и институции кои што треба да ги води една политичка партија или друга политичка партија. Како што сите знаете, оваа влада е со најголем коалицијски капацитет. И во оваа влада има преку 11 парламентарни партии, 24 непарламентарни партии. Така да реалноста е дека коалицијските партнери кои што дале свој допринос во борбата со режимот во 2016 година мора да бидат дел од владата. Добро. Во однос на ова владење на право, корупција, непотизам, се отвори уште еден случај, тоа е изборот на вработени во контролата за летање, конкурс кој требаше се направи обид да се поништи според информациите кои дојда од самите вработени натре во МНАФ, тоа поради тоа што не се избрани вистинските луѓе, оние кои требало да бидат избрани, а луѓето кои освоја најмногу поени за малку немаше да поминат понатаму, но повторно по реакциите на јавноста тоа се смени, конкурсот се дозволи да продолжи, најдобрите осумина беа испратени да продолжат понатаму. Покажува ли уште еднаш ова ги покажува истите слабости и проблеми на системот? Апсолутно ги покажува, исто како што субвенционираниот студентски оброк не помина под радар, среќа и таа постапка нивна не помина под радар, па беше спречена. Се тоа е резултат на во срж корумпираноста на моменталната номенклатура на власт. И тоа не е само во владата, тоа е во сите институции. Криминали се случуваат на секој ќош. Непотизам има на секој ќош. Дискриминација има буквално на секој ќош. Затоа ќе повторам пак, довербата е таква каква што е во државата за контролорите за летање во МНАФ, од она што го слушнав на крајот. Мислам дека сепак нема да дојде до тоа да првободираните избрани контролори на крајот завршат да не бидат контролори, но пак намерата е она што боли и она што пречи. Намерата да нешто се стори, па потоа заради реакции од јавноста и стравот да не се изгуби платата, која што патем во МНАФ е некои си 5000 евра. Имавме ние пресконференција на таа тема од партискиот штаб. 11 години не ви сметаше платата? Те молам. Страшно е што имаме вакви намери во нив и што по реакција на јавноста се повлекуваат, ретерираат и потоа глумат широкогради спасители месии кои што изреагирале, конструктивноста, респонзивноста, ги слушаме граѓаните, комуницираме со студентите. Битна е намерава, како може воопшто да ти текне таква работа? За после некој да треба да ти каже да не ја правиш, односно да ти ургира. Исто и за студентите, исто и за контролориве за летање. Да, Михаилски. Борбата на државата за добро владење на право и слобода на граѓани, слобода на медиуми
допринесува кон ова да може Не, ова е и борба на граѓаните, народот. и медиумите, и народот, Затоа што само народот слободно кога да се реагира, искаже свое владата мислење некогаш и не прави криминал. и да ја фокусира, ајде да кажеме, и јавноста, и владата кон конкретните проблеми. Во овој случај ќе беше изборот на контролори за летање во МНАВ, кој што благодарение и на јавноста се донесе добра одлука, а тоа е управниот одбор донесе одлука тие кои што беа најдобро реагирани да продолжат кон избори да бидат испратени на дообуки за да станат контролори за летање. Минатата недела мислам дека слушав и пресконференција каде што премиерот ги повика тројцата директори во МНАВ за платата која што ја земаат Сергеј, и ние како млади треба да се бориме за да има нивелирање на платите во сите јавни институции и предпријатија, за да не дискутираме денес за тие пари, бидејќи во 11-та година на ВМРО ДПМН не им сметаа овие високи плати, сега им сметаат, но добро е да се укаже да се алармира. И согласно тоа што ќе реферираат овие тројца директори на седница на влада, тоа ќе зависи и одлуката на владата во однос на управувањето со акционерското друштво, кое што и такако е една сериозна институција со сериозни обврски. Да, добро се повторуваат истите работи, за жал, се обидуваме да дебатираме, да најдеме некои решенија, дали ќе ги има, ќе видиме дали овие нешто преговори со Европската унија ќе сменат ако почне отварање на поглавја, се разбира. Ова некако е се поврзано со односите со Бугарија, таму е сега најактуелно прашањето со бугарските клубови. Знаеме дека ВМРО ДПМН поднесе еден предлог закон, тој предлог закон потоа беше поддржан и од СДСМ и од други пратеници, беше изгласан во собранието. Потоа министерот за надворешни работи кажа дека предлог законот ќе се прати на и во Венецијанската комисија, но исто таков закон најави и министерот за правда изготвување на таков закон, нов за Сдруженијата, значи тука имаме веќе една малку збунувачка ситуација, но како и да е, збунувачки и ставот на ВМРО ДПМН во однос, например, на овие здруженија, особено на претседателот на партијата, за ликот и делото на Ванчо Михајлов. Дали тука, господине Попов, сега дојдовме во прилично една збунувачка ситуација во која не знаеме кој што брани, кој што напаѓа, кој за што се залага, а за ова, освен власта, очигледно, со отварањето на овие клубови, придонесе и ставот на опозицијата. Вака, па добро, ставот на ВМРО ДПМН си е јасен на таа тема, дека бугарски клубови, не само бугарски, туку и било какви клубови во Македонија, кои што ќе повикува на расна дискриминација, полова дискриминација, фашизам, нацизам, антисемитизам и така натаму, не смее да биде дозволено да се отвараат. Во однос на ова полемиката што ја кажувате со Ванчо Михајлов, кој што во одреден период ја водел натрешната македонска револуционерна организација, ќе кажам дека тој бил водач на ВМРО во одреден временски период. Ние со владењето негово, односно не било владење, туку раководење на организацијата, можеби не се согласуваме, конкретно јас не се согласуваме. И најголем дел од ВМРО ДПМН, вклучувајќи го и председателот, не се согласуваат со неговото водење. Но ние разговараме за отварање на клубови на докажани и декларирани фашисти во Втората светска војна. Ванчо Михајлов, извинете, не сум историчар, но не е докажан фашист. Туку е контроверзна личност за која што се верува дека соработувала со Анте Павелич или не знам кого во Втората светска војна, и јас не се согласувам со тоа дека тој требал да соработува во тоа време со тие луѓе. Тоа се контроверзија еден куп кој што треба да оставиме историчарите да си ги решаваат, инаку ставот на ВМРО ДПМН си е јасен. Не сме во Македонија да се отварат бугарски клубови, да е оставен македонскиот народ да биде провоциран и понижуван во сопствената држава со отварање на бугарски клубови кои што носат имиња на луѓе кои што во Втората светска војна се директно одговорни за смрт на илјадници македонски граѓани во тоа време. Ја не знам за која смрт во Втората светска војна Ванчо Михајлов е одговорен. Ама знам за кого е одговорен цар Борис. А Ванчо Михајлов дека е контроверзен, мислам се согласувам, ние не се согласуваме со неговото водење на ВМРО и тоа е тоа, мислам не треба што треба да правиме. Михајловски треба да одлучите
или жена или риба, ни за глава, ни за опаш. Дали не разбрав добро, дали ти си дел како и твојот председател од континуитетот на Ванчо Михајлов или не си? Видете, прашам. Како Сергеј Попов? Хитлер германец е? Се праве И момент. дали Ангела Меркел е германка? Се има примерно? оградено. Се имаат оградено. Види. Вие не се оградувате, вие викате дека сте дел од Немам континуитетот. што да се Те прашувам оградам, кажувам дека не се согласувам. Во ред, значи Мене не си ако дел. ме прашаш, пример, Значи, ти ја си не се дел од согласувам ниту дисконтинуитетот. со... Од дисконтинуитетот си дел. Во ред, легитимно. Не, те молам, немој вакви ефтини финти да ме фаќаш. Вие отваравте клубови на Ванчо Михајлов во Штип? Не, застани. Како не? Споменици му правевте во музеј на градско во Застани. Немам музеј што на да се ВМРО. оградувам, ти кажувам дека не се согласувам со водењето на начинот на водење на Ванчо Михајлов во тој период на организацијата. Вас треба да ви се забрани да правите Седнете, од ВМРО дадете поддршка на Франкенштајн. отварањето на бугарски клуб во Софија. Седнете, поддржете си го македонскиот народ, еднаш Да ви се престанете забрани да да ги бидете користите отуѓени тие 4 од свети македонскиот букви. народ. Затоа Македонскиот што народ вие да си има за правите туѓ. ваша- Не има ваша нас за историја. туѓ. Народот Ваша историја. нас не гушка и пречекува каде и да одиме. Вас народот ве чувствува за туѓ, македонскиот народ. А ова ефтина финта, дали јас се оградувам или не се оградувам, не поминува Дисконтинуитетот на Ванчо тие Михајлов, финти. на кој што ете си очигледно дел, председателот твој викендот кажа на едно интервју дека е дел од континуитетот на јас од ВМРО е 29 години на организација ВМРО. која што функционира и од многу Не ги време употребувате пред тие Ванчо 4 Михајлов. букви. Значи тие 4 букви треба да ја се забранат. Значи, Да ви се забранат. добро, тоа си е твое А размислување. јас, еве лично за мене можем да кажам, бидејќи ти не кажуваш што си континуитет, можем да кажам дека сум дел од партизаните, борците на НОБ, на Гоце Делчев, на Даме Груев, на сите кои што се антифашисти и кои што се бореле против фашистите, кои што Затоа твоите ете, претеници вие, гласа Цар бришање на Борис- основа од уставот? Цар Борис вас не ви одговара, не е добар, Затоа ли го ама избришавте Ванчо е основа од добар, уставот? нема толку направено лошо. Пошто си јас На намет. крај на ден, македонизмот е тоа што треба ние да се залагаме. Македонизмот. Те А молам, не да го немој за прото- македонизам вие да зборите. А не за Ванчо Михајлов? Ке ги фати смеа луѓева. Не на за збор. Ванчо Михајлов. Смеа Клубовите ке кои ги фати што луѓева за македонизам ако клубовите зборите кои што вие. се отвараат сега во државата, дали се потикнати од некои политички партии, дали се организирани тоа да го прават, бидејќи ете нели Вие си дозволивте да биде величаат, понижуван а македонскиот го народ во палат. центар на Охрид. Вие го дозволивте величаат, тоа. А го палат клубот. Слободата која што ја имаат сега граѓаните, ете како Мицковски, како Апасиев, да идат во соседна Бугарија, благодарејќи на тој договор за добрососедски односи и да идат на отварање на такви клубови кои што треба да ја да ги обединуваат, да кажам, двата народи, а да не ги Вие разговаруваат. како влада не му дадовте страстите. поддршка на македонскиот народ да се самоорганизира во Бугарија, онака како што бугарската влада дојде и даде поддршка овде на бугарскиот народ во Може ли Македонија. еве јас да поставам И по едно тоа ќе ви прашање? остане како срам. Може ли Лидерот јас- на опозицијата беше единствен партнер на граѓаните во Благоевград. Може ли јас да поставам по едно прашање за двајцата, за еве за вас Попов, зборувате за еве и самиот кажавте дека според вас не е докажано дека Ванчо Михајлов е фашист или профашист или дека соработувал. Контроверзна личност. Нема да навлегувам сега во историски дебати, иако имам што да кажам, но нема, бидејќи ќе отиде разговорот во погрешна насока. Сакам конкретно да ве прашам. Вашата партија повика на протести на отварањето на клубот во Битол. Таму беа представници на вашата партија. Вашата партија повика на протести. И сега излегувате, велите, Во Охрид, мислите? не, и во Битол. Добро. И на протестите во Битол, а вие повикавте, вашиот председател на вашата партија рече дека народот треба да протестира. Да. И сега вие велите, добро, и не бил контроверзна личност, не ни пречи. Не, Зошто тогаш не. го повикавте народот на протести, а сега велите дека не ви пречи? Затоа што моментумот, присуството, периодот во кој Бугарија одлучи да го направи тоа, беше провокација и понижување на македонскиот народ во Македонија, заради моментумот, наративот. А што е понижување И ако вие не ви нормално е- пречи? Нормално е да се повика народот да протестира. Затоа што Македонија е понижувана секој ден од соседна Бугарија. Не, ама чекайте Владата сега. нема кој да ја брани и се доаѓа се отвара бугарски клуб во Македонија, присуствува пола бугарско државно раководство, владата молчи и со тоа на некој начин народот во Битола беше понижен. Ама што вас не ви пречи името на тој клуб? Зошто протестирате? Заради наративот и моментумот. Добро. Како што Михајловски, од друга страна, владата со своите пропусти, се извинувам, намерни или ненамерни,
дозволи отварање на овие клубови. Значи, Министерството за правда цело време се вади на тоа дека тие не дале дозвола, па тие се отварале со некои законски дупки, но еве да не сме наивни. Мислам дека не е можно во Македонија да било кој да отиде во централен регистар и да регистрира нешто што ќе му падне на памет, доколку за тоа нема политичка поддршка. Очигледно е дека се направени пропусти и тоа е настаното за да може да се отворат клубови. Дали добиле дозвола од државата, Министерството за правда се изјасни, кое што е единствено надлежно да даде дозвола за користење на имиња, ајде да кажам, кои што се поврзани со фашизам, како што е името на Ванчо Михајлов, за кој што ДВМР ДПМН дава поддршка, па не дава поддршка, па разгорува страсти, кој што е единствениот начин на кој што може да ги држи тие теми во јавност и да биде актуелно преку блокади и разгорување на тие национални страсти во секоја држава, дали тука, дали во соседна Бугарија. Како што напоменав преска, културните центри кои што се отвараат и во Северна Македонија и во Бугарија треба да бидат центри кои треба да ги обединат двата народи. Со сите своји различности да се ги прифатиме и да може да се почитуваме, а да не задираат и да навредуваат чувства на било кого, ниту на македонците, ниту на бугарите. Ниту да се задира во македонскиот јазик, ниту да се мешаме во бугарскиот јазик. За интенцијата на владата сега, дали намерно или ненамерно, кажува тоа што ние веќе имаме еден културен информативен центар во Софија, кој што одлично функционира и до сега никој тоа не го проблематизирал. Сега, по сите реакции и на граѓаните и на двете страни, владата почне иницијатива за отварање на втор културно-информативен центар во Благоевград, кој што се надевам дека дали оваа година, почеток на следната година ќе биде отворен. Не сум имал шанса да идам во културно-информативниот центар во Софија, но сум бил во тој во Тирана. И навистина е убаво чувството кога гледаш дека твојата култура и различности се прифаќаат од другата држава. Исто во Тирана има простор и време. Кога ги поддржува македонските малцинства во соседните земји, тоа е многу убаво. Апсолутно. А не ги поддржува. А во однос на законот за здруженија и за политички партии, треба внимателно да пристапиме кон таа тема, бидејќи здружувањето никој не сме да го спречи, но единствено кое што треба да се регулира е тоа што содржи во однос на работењето тоа здружение или политичка партија, бидејќи политичките партии, знаете, и затоа е поднесен закон и за измена од страна на Социјалдемократскиот сојуз во собранието, е едно повисоко ниво, на еден повисок степен на здружување, бидејќи политичките партии бараат легитимитет и доверба од граѓаните. И поради тоа, зошто тоа што треба да важи за здруженијата, не треба да важи за политичките партии, односно да се забрани употреба во статутот, во телата на одлучување, се што е поврзано со фашизам. Да. Добро, ова е поврзано и со она од што зависи продолжување на преговорите на земјава со Европската Унија, тоа е влегувањето на бугарите во Уставот. После последната лидерска средба ги видовме реакциите, ги видовме изјавите. Председателот на ВМРО ДПМН кажа господин Мицковски дека нема услови за сега за отварање на Уставот, за влегување на бугарите. Тој побара претходно кажа дека може да се разговара за тоа прашање доколку се добијат гаранции од Европската Унија дека понатаму нема да има блокади и уцени. Моето прашање до вас е дали е можно да се добијат такви гаранции, бидејќи гледаме што се случуваше и со Преспанскиот договор, сега ги имаме искуствата, можно ли е воопшто некој да ви даде такви гаранции дека нема да бидете блокирани од никого понатаму? Па добро, вака, прво мене ми е жал што евроинтеграцијскиот процес на државава е заробен, односно представува една обланда која ја обвиткува сервилноста на оваа влада и тие сервилноста сакаат да ја прикажат како прогресивност. До овој момент не моравме да дојдеме доколку власта разговараше со сите релевантни фактори во државава, како еден од најрелевантните, најголемата опозицијска партија во државата, пред да се дојде до овде. А не она комична тура на премиерот кога вршеше некакви консултации, одржа 15-тина со станоци и прогласи дека во општеството постои консензус. Не постои консензус во нашето општество за таа тема и затоа не разбирам веќе оваа дискусија, имаме ли
Мнозинство за прифаќање на уставните измени. Немаме мнозинство и затоа и препорачувам на власта, ајде да одиме на предвремени парламентарни избори, па да видиме кој со кој концепт ќе настапи на тие избори и кој со кој концепт ќе победи на тие избори. Они имаат навика да одат на избори со еден концепт, потоа веднаш по доаѓањето на власт да сменат име, да сменат устав, да направат 300 работи кои што не ги ветиле пред тоа на изборите и тоа е многу нечесно. Гаранции дали може да се добијат, јас искрено мислам дека може да се добијат, не би било лесно во никој случај, но треба да одговори и власта зошто не доведе во оваа ситуација. Како можеш да одиш да преговараш и да се договараш, а да не знаеш дома дали имаш поддршка? Они не знаеа дали има дома поддршка, одеа ни светот, прифаќаа работи, потпишува, се согласува и на крај дојде овде, луѓе сакаме ние уставни измени. И видоа дека народот во Македонија не се согласува со тоа. Они требаше да мислат на овој проблем пред да ги прифатат сите овие работи. Да разговараа прво со народот, потоа со сите останати. Они направија обратно, на готова вересија. После свадба тапани, отидоа се договори и се вратија дома, сега ќе оградиме консензусот. Не можеш да градиш консензус на веќе договорена работа. Консензус се гради кога заедно се договараме и стигнуваме до некоја цел, а не одам јас на целта, вие дојдете. Да. Тоа не е консензус. Добро, отприлика ова едно обвинување кое цело време се повторува дека опозицијата не е доволно консултирана за овој процес и дека навистина доколку дојде до потреба за уставни измени, доколку дојде до моментот на гласање, мислам дека тоа е невозможно да се направи без поддршката на ВМРО-ДПМН. Како ќе ја добиете таа поддршка? Уставните измени, кога зборуваме за нив, треба да разграничиме две работи. Дали сме на едната страна за интересот на државата и пристапување кон Европската Унија, или на другата страна интересот на политичките партии. Зошто ова го зборам? Сите политички партии треба да се разграничат во склоп на сопствените структури и органи, дали се за членството во Европската Унија како најголем национален интерес. Доколку се, треба да престанат сите блокади, кои што во моментот се прават од опозицијата, и поради кое што е целосно заслепена за се што се случува во државата и да се посвати на реалниот начин на кој што може да се изнајде решение за да се надминат сите овие работи, за да може да биде дел од решението. За да може заедно да излеземе веќе еднаш и да се каже дека сите политички чинители во државата сметаат и стојат дека Северна Македонија треба да биде членка на Европската Унија. Сите досегашни платформи, сите досегашни бугаризации кои што се овие 5 години се изнаслушавме, ама буквално се и се што веќе човек да не знае што треба да верува. Ниту имаше бугаризација, ниту имаше асимилација, ниту некој го спори денес македонскиот јазик, некој денес спори дека јас сум македонец. Сите обвинувања кои што до сега ги имаше опозицијата на оваа тема паднаа во вода. Се што прави задниве 5 години, продолжувајќи еве и денес, е само тоа: празни обвинувања, заплашување на јавноста и креирање на некои нови платформи. Имавме тиранска платформа, па имавме сега бугаризација, работење за трети интереси. Останува да видиме сега кој ќе се разбуди после 40 години и да видиме каква платформа сега треба да се сервира на јавноста за да добие дисфокус. Наместо сите заедно, бидејќи веќе еднаш видовме, седнае на заедничка маса, разговарае на таа лидерска средба. Таа лидерска средба, еве, можеби ќе биде постигање на консензус за уставните измени. Таа лидерска средба требаше многу пред да одите да преговарате да се случи. Председателот на ВМРО-ДПМН беше на таа маса, така да останува да видиме. Сепак он во јавноста мислам дека кажува дека европскиот интерес на државата и он го застапува. Да, добро, имам уште едно прашање за крај, ве молам само за кусие одговори. Времето ни е отприлика изминато, но еве на некој начин. Јас имам интересен впечаток дека двете партии, вие ќе ми кажете дали е така или не, сте спротиставени по сите прашања, но некогаш, кога наоѓате некој заеднички интерес, така тивко се согласувате, ми се чини дека тоа сега се случува во град Скопје. Вие сте таму, господине Попов, и советник, вие уште подобро ќе ни кажете дали е така. Ми се чини како да најдевте заеднички интерес сега против
градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска. Намерно ќе ви оставам вас за вториот одговор да бидете за крај. Еве нека каже прво господин Михаиловски дали е така. Сме нашли заеднички јазик против некого. Прво треба да кажеме и до јавноста, за да не ја замајуваме, дека градоначалничката Даниела Арсовска не е градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. ВМРО ДПМН ја избра да биде кандидат, ја изгласаа да биде градоначалник, направија мнозинство заедно со неа и сега се откажуваат и ќе повикуваат за превремени избори, кои што денес изиграваат циркус во град Скопје и тоа се покажува дека не може да менаџираат со градот Скопје. Не па утре, не дај Боже да се доведеме у ситуација да менаџираат со држава кој што тој циркус ќе се преслика таму и затоа не се согласувам. Социјалдемократскиот сојуз не ја фалише, не ја величеше, зашто денес би требало да ја фали? Они ветуваат дека за 82 дена чуда ќе направат по улиците на град Скопје. Сите сте сведоци дека ама буквално шајка нема заковенат кога дојде како градоначалник со ВМРО ДПМН е на власт. Па видеа дека не функционира и дека најдобрата менаџерка на светот не е најдобра менаџерка, ниту мајка, ниту татко нема да биде на градот, виде дека се испокараа за таму разни тендери, не знам кој што ги има во градот Скопје, па сега не чини, чекај да се одлепиме за да повикуваме на предвремени избори. Не бива таа работа. Да. Ако изберам да биде некој со мене во тимот, ќе биде со мене до тимот до крај. Тоа кажува на крајниот ден за управувањето и менаџирањето на кадрите кои што ги има опозицијата. Да. Добро. Истото прашање за вас. Добро, вака гледам една интенција и приметуваме во говорите на премиерот, председателот на Марко, на овие што ги организираат трибиниве, дека константно ја збори Даниела Арсовска. Добро, ја сваќам стратегијата, изгубија во останати 42 општини, нема се што да се збори, треба да се збори градот Скопје. ВМРО ДПМН даде поддршка на независен кандидат Даниела Арсовска пред изборите, кој што во тоа време импонираше со својата биографија, со идеите кои што ги даде, нели, програмата за модерно Скопје. Ние поддршка на таа програма дадовме, победивме во градот Скопје целина и во други 5 општини во градот Скопје. Ова што се случува моментално со градоначалничката Арсовска е бранење на нашите принципи. Бидејќи ние пред кампањата договоривме принципи, а принципите се составен дел од програмата за модерно во Скопје. И во секој оној еден момент кога нема да се реализира програмата за модерно Скопје, за која што не сме дале поддршка, исто така како што нема да се реализира, зборам во наводници, програмата на некој друг кандидат кој што не е од редовите на ВМРО ДПМН, а не беше само Даниела Арсовска таков пример, имавме и други надпартиски кандидати во други градови кои што доаѓаат од бизнис секторот и слично. Во оној момент кога нема да ја реализираат својата програма, онаа која што сме ја договориле и заради која ние сме ги дале нашите гласови или сме ги повикале нашите гласачи да гласаат за тој кандидат, ние и од тој кандидат ќе се дистанцираме, ќе повикаме на одговорност и ќе го повикаме да си ја реализира програмата. Ќе му кажеме ти дадовме поддршка за да го правиш ова и ова. Ако не го правиш ова и ова, ќе ја немаш нашата поддршка, бидејќи ние кога одевме пред граѓаните за да те промовираме тебе, шетавме со твојата програма во раце и ја баравме поддршката од граѓаните. Кога ти ќе застраниш, ќе застраниме и ние од тебе. И тоа е многу природен однос, многу принципиелен однос и многу чесен однос, би рекол. Да, и за крај, како совет, остануваме на располагање на граѓаните. Господине Попов, конкретно, бидејќи вчера имаше уште една случка, ми се чини една ваша советничка кажа дека ќе настапува како независна советничка. Сега, каква е ситуацијата сега во советот, еве, минус оваа советничка, дали градот Скопје ќе остане и понатаму блокиран? Па добро, вчера советничкава група на Социјалдемократскиот сојуз пример не го гласаше ребалансот на советот. Ние имавме амандмани, дел помина, дел не помина, они не го гласаа, но ребалансот помина. И тоа беше од после кажувањето на советничката дека планира да делува како независен советник, така да мислам дека и понатаму одлуките во советот ќе се носат, ќе се формира мнозинство од една точка до друга точка, зависно од интересите на граѓаните кои што ги застапуваат поедини представници во тој совет. Мислам дека функционирањето на советот не е доведено по препораките ги чувствате од секторот за финансии во град Скопје однос на ребалансот. Под знак прашање. Дека не функционални? Да, ги слушнавме, ги слушнавме препораките, не е баш така како што ни кажуваат, има начин да се реализира таа работа, како што впрочем и се случи вчера.
Така да, тоа е тоа. Добро, Михаиловски Попов, ви благодарам на двајцата за учеството во Студио 10. Почитувани, ова беше дебатата помеѓу представниците на младинските организации на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Останете со Студио 10, одиме со еден блок на реклами, па продолжуваме со политичкиот аналитичар Агим Јунус.